Океј, здраво на сите, и денеска ќе направиме ново видео на македонски јазик, ќе објасниме за yield farming на Sui Chain. Значи гледајте го видеото до самиот крај затоа што ќе објаснам се чекор по чекор што треба да знаете и како може да ставите ликвидити за Sui Chain. Гледате тука дека самиот процент на заработка може да е и 279% или може да го направиме ненормални над 550, над 515% APR или да сме посигурни околу 140% APR. Значи се ќе објаснам за Sui Chain, но ајде малку да разговараме за нодови, затоа што после последното видео и му благодарам на CryptoGamidžија затоа што имаме топ партнершип, ќе кажев, еден другарски канал. Следете го CryptoGamidžија, тој е супер јутубер на македонски јазик кој што зборува за геополитика, политика. Благодарам многу Антонио затоа што ги споделуваш моите видеа. Благодарам. Исто така ќе разговараме за неколку прашања кои што ми ги поставија повеќе од 35 македонци кои што ме контактираа на Telegram. После последното видео на македонски јазик кое што беше тука како да заработите на BaseChain и ме контактира околу 30 и нешто македонци. Благодарам на сите. Ако сакате да ме контактирате, најдете ме на Telegram, пишете ми слободно за сите прашања, одговарам на секој еден кој што ми пишал. Понекогаш имам по 20-30 луѓе на ден кои што контактирам. Не заборавајте, јас правам видеа на англиски јазик и доста имам други луѓе, но гледам да му одговорам на секој ден. Ако ви е нешто хитно, ве молам да ме тагирате и ќе ви одговорам одма без никакви проблеми. Друго нешто. Неколку прашања кои што ми ги поставиат. Пред да одиме за Sui Chain. Што е тоа нодови, како работат, сега ќе ви објаснам и дали да се користи телефон, дали да користите телефон за крипто. Од мене предлог немој да користите телефон, освен ако имате само телефон за крипто и просто немој да користите телефон затоа што се поврзувате многу на Wi-Fi и сите тие глупости може да бидете хакнат без никакви проблеми. Ако веќе користите телефон, земете различен телефон само за крипто, внатре ставете секогаш добар антивирус, платен антивирус, немој некој земен за без пари, значи земете Malwarebytes или Norton или кој што вие ќе одлучите, да е некој платен, може да земете нели кодови преку eBay или некои други страници за поевтини пари и користете платена верзија, скенирајте секој ден, користете телефон со Tandem Wallet или некој друг wallet кој што работи со телефон. Второто прашање, што е тоа криптонодови? Криптонодовите се многу интересна работа. Јас имам доста купен од нив, мојата цел што е да имам крипто портфолио каде што ги чувам парите за да ми растат со самата цена и исто така да имам едно DeFi портфолио каде што ќе можам да правам пасивен приход. Сега, самиот пасивен приход е нодови или yield farming. Исто така, сите оние кои што скокнаја, само да кажам, за Sui Trump, секој оној кој што можеше да влезе во овој токен кој што го стави во македонската страна за кратко пред 7 дена или во мојата Telegram група исто пред 7 дена, во истиот момент, во истиот ден, сега веќе ќе седи на точно 22x, 2200% профит. Ако некој ме слушаше и стави некои ризични пари, ова е Digen Play и сепак цената е само 680.000 market cap во овој момент. Ова е Sui Trump од јутубер Иди, како ќе оди понатаму не знам. Јас сум нагоре околу 19% сум, 19 пати сум нагоре, 1900%. Као околу $50, сега сум на $1000, супер зедов $50 назад сега, ride the wave. Океј, одиме понатаму. Друго нешто, ајде да објасниме за нодови. Што се тоа нодови? Ако некој се интересира за трейдинг, ако сака да проба трейдинг, гледајте го ова видео. Тука може да искористите користите парите од самиот exchange, тоа е прop трейдинг, многу интересно. Јас не правам трейдинг, не сум заинтересиран за тоа, но ако некој е заинтересиран тука и има многу добри присел во овој момент без крипто присел. Значи јас најдувам различни начини да направам пасивен приход. Присел се исто влегуваш многу рано, тоа е приватен лаунчпад. Единствено да можеш да влезеш таму е со треба да знаеш некој кој што има код, а тој некој сум јас. Ако ви треба код, под самото видео на ова видео. Интересно е, гледајте го, има се објаснато. Океј, што е криптонодови? Криптонодови се јас каде што влегувам се тоа се дигитални нодови, значи не зборувам за нодови физички нодови, туку зборувам за дигитални нодови. Многу токени, порано примерно Gala Games има нодови. Ако некој влезе и тие нодови обично помага во самиот чейн, во нивниот Gala Chain или за нивните игри или сите тие работи да дава како сигурност и да е како да е подобар поскабилити и сите тие работи. Сега, тука нодои, многу токени излегува со нодои. Многу нив се скемои, нормално, исто како многу присел што се скемои или многу токени што се скемои, бидете внимателни. Јас имам инвестирано во многу нодои, во околу 15. Првиот нод кој што инвестирав беше Delicium, овој нод. Но има во моментот продано 17.000 нодови, цената е околу $2.850, заработувате по $4 на ден. Го купувате и само го чувате дигитално и заработувате токени. Значи, како работат?
Тие имаат токени. Примерно, секој ден даваат по 100.000. Сега ќе одам на OXVM, ова е сега активен. Имаат 700.000 токени. Ова е примерно Layer 2 на Bitcoin. Многу интересен, направив со нив AMA на нивниот Twitter пред околу 10 дена, следете го, треба да направиме едно апдейт видео. Сега, овие даваат 700.000 токени на сите оние кои што имаат нодои. Овде има продајано само 2800. Значи, ако направите математика, вие можете да добивате примерно по околу 350-400 токени на ден. Каква ќе биде цената? Исто е како да влегувате во некој присел многу порано со купување на нод, но добивате токени во наредните 5 години, некаде 6 години, некаде 10 години, некаде 3-4 години. Така, значи имајте го тоа во предвид. Сега, треба да се направите сепак добар ресерч, ве молам да разберете, не сум финансиски советник, се тука што кажувам моје лично мислење, така да се од вас зависи дали сакате да ризикувате или не и колку сакате, вашите пари, ваши проблеми, мои пари, проблеми на жена ми. Сега, друго нешто. Значи, тоа е нодој. Горе-долу така работа. Тоа е за OXVM интересен нод, примерно. Delicium истиот принцип. Ако појдете на Lumia нод сега да го купите не се исплаќа. Зошто? Добивате само по 7-8 токени на ден, но токенот е над $1 и нешто, но имаат лок период. Сите кои што влегува први и јас некни продадов на 50% нели загуба заради тоа што треба, ако сакаш да правиш прво имаш пеналти, јас продадов, оти ми требаа пари. Од овој токен, од овој нод, првиот нод, имам заработка околу 10 пати, но имав многу среќа да влезам во многу добар нод. Влегов во уште 7-8 нодови, 3 рагнаја, но и моја грешка затоа што не направив доволно ресерч, нема ни тим ништо, просто бе ефтини влегов, но и уште 3 чекам да излеза. Примерно OXVM ќе излегува ноември-декември, а колку ќе биде цената, каде ќе биде, треба, не знам, никој ништо не знае, но јас собирам токени. Во овој момент нема продајано многу повеќе нодови, колку повеќе нодови се продадат, толку помалку токени добиваш. Во Lumia има продајано 25.000 нодови. И ако ги споделиш, ако ти даваат примерно по 100.000 на ден, ако направиш математика или така, идеш по околу 8-9 токени на ден, ништо. Во овој момент во Delicium добиваш околу 20 токени на ден, цената е околу 18 центи, добиваш, значи тоа ти е околу $3.54 на ден. И така натам. Ајде, нечем да го држам тоа видео. Ајде сега да појдеме на Sui и да ви кажам колку имам јас заработен. Значи пред да одиме на Sui како се поставува ликвидити, гледате сега мојот профил од Sui. Сега, гледайте, затоа ви кажувам, значи тоа е, треба да го замислите во главата дека тоа е пасивен приход. Значи целта е да имате daily cash flow. Зошто зборувам? Значи тоа исто како да рентате некој продавници или некој бизнес да имате и да ви носи daily cash flow. Значи си имате куќа, си имате злато, си имате сите тие работи на страна и цената му расти, но вие ако имате Sui нема да правите пари, така освен ако не продавате на заработка. Сега чувате Sui година, 2, 3 и од 1000 Sui ќе ви бидат 1000 Sui, така. Но цената ќе порасне или ќе се намали во вредност од самата цена на самиот токен. Сега ја што правам? Тука дадов ликвидити пред околу 5 месеци. За 5 месеци нек ни дадов уште повеќе, тука бев многу повеќе нагоре, но заради тоа што да ставив нови $1.400, може да видите дека ми пан ако ги стам тие, чекај му ќе ми се измеша се, чекај да пробам, 1440 пред 2 дена. Чекај да видам да го истам. 1440 да го запамтам пред 2 дена и 20 часа. Добро, гледајте на Sui колку сум напред. Јас сум напред 90% на Sui. Така, без новите пари, нормално. Јас ставив $1.000 пред 5 месеци. Сум ставил $1.000. И гледајте сега, значи тоа е еден многу добар тракинг портфолио тракер, каде што може да го земите, ќе ви кажам каде. И гледајте сега, тука сега се ставам claim, fee check, значи кога сум проверил, кога сум зел пари, колку сум имал, како сум имал, auto френч, сите тие работи. Јас сум ставил $1.000, денеска вредноста ми е 1400, 1350, горе-долу не ми е апдейтнато, пред 2 дена не ми е апдейтнато и може да видите дека јас сум напред 90%. Значи јас ако чував само Sui за $1.000, така, примерно купив 500 Sui, че имав 500 Sui. Сега зависи на која цена си влегол. Јас тука влегов кога Sui беше на 1.70. Значи на истата цена кој што е и денеска, 1.70, 1.75 тука влегов. На истата цена кој што е и денеска. Во меѓувреме цената појде додолу, цената се појде до 2.30 и сега пак се врати назад. Значи јас ако ги имав тие Sui кои што влегов пред 5 месеци на 1.70, ќе ги имав истите Sui, истата цена. Така, но во меѓувреме јас направив 90% во профит, затоа што јас заработувам фи, некогаш 0.45, некогаш 0.70%, некогаш 0.07, 0.22 и така натаму и така натаму. Сега одиме да ви објаснам како тоа се заработува. Дали забележувате? Значи јас сум тука, значи фи плюс прайс, значи фи 500 со цена нагоре, со ROI и сите тие работи јас сум 90% нагоре. Океј, се надевам дека разбрав. Влегов нека 0.160 може да влегов, така нешто. Океј, одиме сега да ви кажам од кај може најдобар начин да научите за крипто yield farming, се вика
Portfolio Masters, се вика Underdog Crypto Lab Research, линкот е долу, влезете тука, бесплатно е, може да научите премногу информација, имате курсови еден куп, има и платена, но бесплатната верзија е, мислам, че ви требаат сигурно едно 20-30 часа да научите се од А до Ш. Продолжуваме понатаму. Ако влезете тука, кажете CryptoFill веб испрати, ако во случај влезете на платената, CryptoFill дека ви испрати да добиете вториот месец бонус назад некои пари. Ама одете на бесплатната, стварно има премногу информација. Сега, одиме на SuiChain. Значи, први, треба да имате wallet. Кој wallet да го користите, тоа е секогаш прашање. Сега, одите прво на Citus, ајде да видиме на Turbo. Значи, за SuiChain имаме два дексои најдобрите. Тоа се Turbos и Citus. Јас го користам веќе Citus затоа што парите се сите тука, може да видите дека има 192 total value locked и 66 милиони trading volume на ден. А не заборавајте дека денеска волумен е долу. Значи, тоа е убавото во yield farming. Што е тоа? Ние даваме liquidity, тоа го објаснив на претходното видео. Значи, даваме liquidity и викаме, ако цената се движи на Sui помегу 1.70 до 2.10, во тој, range, ние ќе добиваме пари. Тоест, тие пари се од фи. Кога некој ќе купи и ќе продаде, секогаш ние плаќаме 0,5 или 1% фи, 0,3, 0,2, зависи на која тир го правиме exchange. Сега, од тие фи сите одат кај тие што дават liquidity. Значи ние сме market maker. Значи точно сите може да видите тука дека за 24 часа во овај пул тука има $20,000 фи. Во овој има $20,000, во овој има $17,000, во овој има $16,000. Сите овие пари се разделуваат на сите овие кои што има дадено liquidity. И сега точно ќе ви покажам како тоа се прави. Значи први нешто што треба да знаете е на кој дексој. Значи ние денеска зборуваме за Sui, како што кажав се Turbo и Citus. Сега на Turbo има помалку пари, а на Turbo има доста помалку пари, затоа одам јас на Citus, затоа што ми е како посериозен. Но Turbo може да го гледате ми многу добар, за да видите точно на кој рейндж може да ставите и горе-долу колку пари ќе земате. Океј, сега на Turbo може да видите дека има само 5 милиони трейдинг волумен за 24 часа, а на Citus има колку беше 66 милиони за 24 часа. Сега, што се случи? Кај ми е лицето тука. Сега, одите тука на Turbo и сакате да имате wallet. Се надевам, треба да изберете еден од тие wallet-и да го имате. Ethos, немој да го користите, што сега ви кажувам. Јас во овој момент го користам Sui wallet и за сега работи окей. Ве молам да користите Ledger или некој hardware wallet за да е исто поврзан со вашиот wallet. Значи, просто за да сте посигурни. Ве молам направите си research кој сакате да користите, може OKX или еве гледам на MetaMask, може преку MetaMask, ама некако преку трето лице е некако се користи, затоа го користам Sui wallet. Го користев Ethos, ама нешто зафркна и требаше да избегам. Сега, откако се надевам знаете како да се инсталира wallet, користете пак Ledger или нешто таму за да може да се заштитите, запишете ги на ливче Seedphrase и одиме понатаму. После тоа користите Binance, KuCoin или кој да е exchange да префрлите директно Sui од вашиот exchange во тој wallet. Сега гледайте што се случува. Кога сте тука, веќе вие избирате на кои токени сакате да направите liquidity. Сега примерно и јас денеска избирам, сакам Sui со USDC, така, и примерно го бендисав многу Deep со Sui. Deep е многу добар токен, кој што експлодира последно, но денеска има добар pullback во овие неколку дена, мене ми одговара за да ставам liquidity. И сега, примерно, одиме за Sui USDC да видиме колку пари би заработиле и за Deep Sui исто така колку би заработиле. Одиме на Add Liquidity и тука, ова е начин на Turbos, на Turbos app.turbos.finance, може да поидете на CoinGecko, пишете Turbos, ќе ви излезе и тие имаат и токен, или Citus исто тие имаат токен и ќе ви излезе точно за вистинскиот линк. Немој само на Google да прошувате Turbos или тие други работи, или Citus и на Google, значи одите директно преку CoinGecko или CoinMarketCap. Друго нешто, имаше многу прашање од многу луѓе дали да користат телефон или компјутер. Јас препорачувам телефон да не се користи за крипто, освен ако имате само телефон за крипто и за ништо друго. Wi-Fi немој да користите, а секој кој што користи телефон се поврзува на Wi-Fi. Ако користите веќе телефон, имајте еден телефон само за крипто и имајте тандем wallet за да сте посигурни. Океј. Сега, гледайте се што се случува. Кога ќе дојдете тука, јас ќе направам liquidity на Citus, но на Citus нема да ви покажи колку APR ќе направите. Тоа е approximately, значи колку горе-долу би заработиле APR. Значи, сега, одиме тука и сега одиме на
може да направите тука да си видите, може да заработувате 3670% APR, тоа е на годишно ниво, но тоа е многу ризично. Значи треба да направите вие вашиот обсек од која до која цена ќе се движи за да може да заработите. Денеска цената на SUI, точно кога го правам ова видео, е 1.80. Тоа што значи, според мене, ако го отвориме да видиме тука. Ете така. Ајде да појдеме тука. Ајде на SUI. SUI. Значи SUI со еден liquidity, SUI со SUI. Ето тука. Добро. Ево го на Ситус точно, тој ни треба. Значи ние може да види 1.79. Тоа е на 4 часа. SUI се крена до 2.20 до 2.35 горе-долу пред 2 недели, пред околу на 11 октомври. Иначе тука имаше добар дип до 1.17, ама не знам што се случи тука на тој пул, но може да гледаме дека денеска е околу 1.79. Ако поеме на 1 час, само да го сменам малку. Океј, отворив нов пул, тука подобро се гледа. Океј, гледайте се. SUI според мене е 79. Значи си правите на техничка анализа, кој колку се разбира. Јас не сум перфектен, но знаеме дека SUI експлодира од 0.80 до горе-долу 2.30. Сега, во последните 25 септември, денеска 27, значи во последните 4 недели, може да видиме дека се движи горе-долу од околу 1.69, 1.70, но појде нагоре до кај 2.20. И сега јас викам, окей, ако цената на SUI може да се вратите на турбо, тука може да појдете во Pro, тука кликате на Pro и ќе ви даде рачно да ставите на кој обсек може да направите. Сега, може да направите дека тука јас сакам меѓу 1.65 до 1.93, но малку да бидиме по-сериозни, дека може да се движи до 2.10, еве, 2.15, еве да видиме дека се движи до 2.20. Вие ќе добивате 160% APR. Не знам дали разбирате, но тоа е доста многу. Не е на ден, тоа е на годишно ниво. Значи горе-долу тоа е по околу 0.5% на ден и тоа е точно вистина. Значи колку има повеќе трейдинг волумен на ден, толку повеќе пари добиваме. Кога токен оди надолу, што се случува? Луѓе купуваат, продаваат, трейдинг волумен има многу. Ние ако си во тој рейндж, нели, ако си во тој обсек, нели, добиваш уште повеќе пари. Кога токен оди нагоре, истото се случува. Но гледајте да изберете таково обсек за да бидете во тој обсек цело време и за да можете да се движите во тој канал внатре. Сега, ако излезете надвор од каналот, просто се out of range. Почекајте 2 дена и обично може да се врати. Ако не, треба да направите ребаланс, внимавајте, оти може да добијате impermanent loss. Значи, секогаш играјте со помали суми. И сега немој да трчате на мим токени обично. И сега што се случува? Тој рейндж меѓу -7 и до плюс 25, јас ќе добивам 159%. Ама примерно може да правите 2-3 пула. Имате примерно по $100, по 200, по $300 и викате окей, ајде еден ќе направам до нека си стои до примерно до 2.50. И вие добивате 120%, може да намалите уште од 1.6 до 2.50, тоа е 50% рейндж, значи горе и долу цената да се движи, вие добивате 50%, 110% APR горе долу. Но еден пул така, еден пул може да направите до 1.95 и меѓу 1.60 и викате не, јас мислам од 1.70, нема да падне понадолу до 1.95 и вие ќе заработувате горе долу 1% на ден. Мислам дека може да видите разлика. Значи јас имам некогаш по неколку пула, еден narrow range, нели по краток range тоа се вика и еден по wide range или по широк range. Океј. Така се става liquidity. И сега после што се случува, го поврзувате волето и одите add liquidity и тука ви кажа 63% треба да имате SUI, 36% USDC, давате liquidity и започнувате да заработувате пари. Јас тоа го правам на Citus, само тука го избирам range, одам на Citus, одам на SUI со WUSDC, примерно одам add liquidity и си минимум, максимум рейндж, исто тоа е и само ги поврзувате, треба да имате нормално токени во вашиот wallet. Сега, гледайте јас колку заработувам. Чекајме дали ќе се покажи. Еве го. Имам 1300, чекај, имам 2 пула направено. Еве лично ќе видите колку на my position. Треба да гледате малку по-блиску, се извинувам затоа што е многу темно, не можам да го направам на дејне. Гледайте се. Имам инвестирано SUI со WSDC $1350. Кликаш на него, имам да си земам, тоа е горе долу за, мислам од вчера е. Вчера мислам клейм направив.
$11.7. Тоа ти е фи. Значи јас само затоа што гледате мојата позиција од 1.75 до 2.34. Речи си ми AutoFrench и да падни понадолу, што ќе направам? Ништо, затоа што знам дека суи ќе се крене над $2, се надевам. Посебно после избори ако завидиме кој ќе победи. Сега, јас сега тука може да видите дека како што оди надолу, јас имам повеќе суи, а помалку USDC. Како оди нагоре, прави DCA во USDC. И не ми е проблем, ако излезам AutoFrench, ако суи поиде над 2.35, супер, happy days, во меѓувреме сум направил пари, имам многу повеќе од колку што сум ставил, ако сум ставил 1500, ќе излезам со 1800, 1900 и во меѓувреме сум направил cash flow. Значи целта е да направиме cash flow, а не значи тоа е DeFi портфолио, значи треба да правиме cash flow, треба да го размислите, тоа многу луѓе паничат ако цената поиде горе, вика леле, ако го држев токенот ќе направи повеќе пари. Да, точно, ако токенот експлодира, како што се случи со Gold, но тука во меѓувреме ние земаме пари. Се гледате токенот оди надолу, токенот оди нагоре, ако имаш 100 суи, ќе имаш 100 суи. Но во овој момент тие 100 суи може да направат повеќе профит. Во долгорочно ова е многу добра опција. Значи треба секогаш да имате bull портфолио и холдинг портфолио нели за bull market, исто треба да имате еден мал дел за DeFi портфолио како што го правам нормално ако сакате да играте. Сега, одиме на вториот пул. Значи се надевам дека разбравте и горе долу колку може да заработите. Одиме на вториот пул. Одиме на јас го сакам многу сега каде беше? Deep со Sui. Deep е многу интересен токен, но што се случи, експлодира нагоре, појде до 0.09, но денеска е на минус 40% во последните 7 дена, чекав добар пулбек, јас влегов кај околу 0.06. Влегов 0.06, оти многу скокна нагоре, секогаш се што оди горе треба да слези долу и обратно, понекогаш не оди нагоре, минус 40% од all time high, кој што беше пред само една недела. Значи според мене е интересно за DCA. И што се случува? Колку може да заработиме? Тука може да заработиме повеќе. Гледайте, ако појдите, пак одиме на Turbos, за да видиме колку би заработиле, одиме на Pro и тука може да се направиме, јас мислам дека Deep ќе се врати во all time high. Тоа што значи дека ќе појде нагоре околу 30 до 40%. И надолу мислам дека нема многу да падне, да речем минус 10% и плюс 30% нагоре. Ако на тој голем обсег, на тој голем канал јас го направам од 42%, јас ќе заработувам 170% APR. Ова пред само една недела, кога токенот одеше нагоре, ова беше од околу 800% APR. Јас заработував точно по 2 до 3% на ден, за околу 4 до 5 дена направив 10-12%. Замислете. Иако цената се ругна 40%, ама тоа беше од all time high. Затоа кога ќе влегувате во некои пулови, влегувајте кога е црвен маркетот. И нормално секогаш тога се купува токени, немој да купувате во зелен маркет. Сега, чекај лицево, ќе го изложам како кремишло. Океј. Како хот-дог го направи. Сега, значи, и што се случува? Го конектираш волето и може да направиш ликвидити на Turbos, но јас сакам на Citus, затоа што тука на Citus има повеќе ликвидити и повеќе трейдинг волуме. Еве го Deep Sui колку јас имам. Долу сум минус 10% во самиот ликвидити, но еве веќе затоа што нормално влегов повеќе, но досега имам извајно некој динар и еве може да видите, мислам дека тоа е за 24 часа, ако не се лажам, или за 48 часа, тука некаде. Но и да е за 2 дена, за 48 часа, сум направил $16, на 870 беа сигурно 900 и нешто, тоа е горе-долу околу 1,5% и нешто. Значи сум направил горе 0,7-0,8% на ден, кој што не е за подценување. Ако парите ги ставите во некоја банка каде да е во целиот свет, нема повеќе да добиете од 5 до 6% на годишно ниво. Океј, тоа е за Sui, се надевам дека разбравте. Има тука на Turbo, има доста интересни токени, но внимавајте ако нема ликвидити или ако нема трейдинг, волумен на ден, примерно некој си токен измислен, има 24 часа 230.000, што не е лошо, ликвидити тука не го знам, ама тие се мим токени, на мим токени ве молам внимавајте. Рейндж треба да ви е 100 нагоре, 80 надолу или 60. Значи многу голем, внимавајте, тие се замајте малку посериозни токени. Океј, ако имате прашања, ве молам прашајте долу во самите коментари, ве молам следете ме, оставете коментар, лайк, споделете го во видео на повеќе луѓе, затоа што треба да му помогнеме на многу повеќе луѓе за да научат и да се едуцираат, за да можат да направат еден пасивен приход. И разберете дека ова е пасивен приход, значи ова е daily cash flow, тоа е целата цел. Не е целата цел, значи едно е купи и чувај, друго е да имаш daily cash flow, како да имате примерно да изрентате 4-5 продавници и да ги давате под кирија и да земате секој месец пасивен приход, само што тука почнувате да земате приход од првиот ден.
Океј, останав без зборови, без див и ве сакам сите, почит до сите, благодарам на сите кои што ме гледате. Се најдобро, се гледаме во следното видео на македонски јазик.